Мајка ти посакува добро. И баба ти посакува добро. Ние сега можевме да бидеме венчани. Можевме да сонуваме како ќе живееме во иста куќа. Можевме да бидеме на еден месец далеко од сите. Се ќе биде. Само стрпи се уште малку. Како ќе биде појраз? Што и да правиме не бива. Да сакаме да избегаме и тоа не е решение. Ништо нема да биде додека нашите семејства... Ќе биде. Нема секогаш да бидат такви. Не треба. Јас веќе немам трпение. Јас сега од овој миг сакам да бидам само покрај тебе, појраз. И јас сакам, душа моја. И ќе бидеме. Освен тоа, нели јас ти ветив нешто. Реков, никој не ќе може да не раздели. И нема да може. Треба да се случи чудо за да биде тоа. Хазира, ништо не постигнуваме додека се бориме со нив. И нема да постигнеме. И не можеме да се смириме. Камо да можем да застанам пред мајка ти, да ја кажам колку многу те сакам, да ја убедам. Камо и јас да можам да ја убедам баба ти, да можам да ја го покажам моето срце. Ама како? Јас сум тука, ама ете кревам рака. Во ред ве видов, еве тука сум. Здраво, јас сум Бириджик. Пој, Кирко, како да ти помогнам? Кој знае, може би јас ке ви помогнам. Ама ако сакате, прво да одиме на некој мирно место да разговараме насамо. Може. Мамо, полека, држи се цврсто. Добро ми е, добро, Полека. не грижи се. Каде се задржа овој? Кој садик ли? Не. Зейнеп. Како си, љубов моја? Кај се помин, душо? Латиф, ајде да одиме дома. Мамо? Ти како си, Хазиран, Кирко? Јас сакам да спијам. Ајде однеси ме. Ќе се видиме. Чекај. Хазиран, темата е затворена. Не сакам веќе да правиш вакви глупости. Ете и самата виде што ни направи на сите. Ајде, Латиф, да Ајде, одиш. душо. Еј, животот ми се скрати, животот. И онака не се знае колку долго ќе живеам после ова. Да се одмореше малку, бабо, сега ли најде да средуваш? Нериман ќе дојде, Нериман, ќе разговараме со неа, не сум сама. Ајде ти оди. Како да одам и да те оставам вака? Зошто веќе не се почитува мојот збор во куќава? Зарем немаш почит кон моите години, синко? Велам, Нериман ќе дојде, ќе седиме со неа, не сум сама. Ајде, оди, оди. Само види. Добро тогаш. Немој случајно да одиш кај таа девојка. Ако сепак одиш, тогаш срам да ти е. Да умрам, подобро да умрам. Да умрам, да не го гледам тоа. Јас ќе одам во дуќанот. Мелиса, во ред направивме грешка, ама нема да дозволам цел живот да страдаме поради тоа. Да знаеш. Нека ти е со лесно. Ти сега ли го отвараш дуќанот? Зошто? А кога да го отворам? Па нели на Сабаиле има најмногу луѓе. Ете, веќе никој не доаѓа. Затоа немам проблем. Ај, господе. А нема ли друг човек да го отвори? Кој, например? Бириджик, да, таа ќе дојде за кратко. Има ли пари за работник? Мелиса, Добре дојде батофуат.
Постави ги тука пјаски и ги земам. Си имала голем долг. Газдата не ми дозволи. Рече прво долгот да го платиш. Како може така, Батофует? Во ред, јас ќе платам. Барем еднаш не се меше, бе, Алпер. Ке зборувам со него јас. Остави за 2-3 дена. Извини, мене така ми е наредено. Ти плати, јас пак ќе дојдам. Ајде, пријатно. Алпер, се гледаме. Мелиса, сакам да ти помогнам. Дозволи да ти помогнам. Ако сакаш да ми помогнеш, тогаш оди си, Алпер. Оди си сега. Нели гледаш што ме снајде, а? Не можем да ја гледам како плаче. Нели и ти ја сакаш? Секако дека и јас ја сакам. Не можевме да ја убедиме баба ми, ама предпоставувам дека можем да ја натерам мајка и да ме сака. Да ја убедам. Не се откажувам, Зорба. Продолжувам. Хајде да видиме. Ој, ако не е оној Појраз, што има таен талент за фотограф, кој друг може да биде? Зеки? Кој ветер те донесе овде? Ти прво кажи дали уште за себе си ги чуваш фотографиите што ги правиш. Да. Ти кажав дека не се за продавање, зборувавме за тоа. Правиш голема грешка. Ама го почитувам тоа. Дојдов да одморам овде ден-два. Се изолирав малку. Тука се сместив. Одлично, тогаш добре дојде наше хотелот. Ако ти треба нешто, јави ми се. Како бе? Ајде со среќа. Благодарам. Дојди. Ке ни бидеш главен фотограф. Ако сакаш ти направи ги сите фотографии за насловните. Ама ти се затвараш во овој мал остров. Штета за тебе. Може би пак ќе се договориме. Ако ти треба нешто, јави се. Во ред. Зорба? Не знаев на кого да му ги кажам маките. Ти многу ми недостасуваш. Понекогаш се чувствувам многу осамена, бабо. Мајка ми стана непријател мене и на мојата љубов. Може би таа има своји оправдани причини, но да го запознае Појраз, да го види неговото меко срце, да беше ти веднаш ке го видеше тоа. Нели ти ги познаваше луѓето? И тетка Алија ке ја убедеше. Твојата најблиска другарка. Каму и јас да можам? Нели ти секогаш велеше, бабо? Личноста која сака е најсилната личност. И јас сум таква. Јас толку многу го сакам што островот би го превртела наупаку. Затоа не ме гледај како плачам вака во ред. Многу сум одлучна. Може би не на мајка ми, ама можам да и го освојам срцето на тетка Алија. И ке го освојам, бабо. Продолжува времето за озборување. Појраз Хазиран, леле мори мајко. И Мелиса Алпер, Impossible. И Бириджик Алпер, тие се неки ме сопомин. Зејнеп и Латиф, советнички брак. Да ги наречеме општинска газоза. Бату и Идил. Ѓаволот прегрнат со змијата. Maybe, не се смема. Maybe, и сега наред се Селма и Фатих. Невозможно. А зашто да е невозможно? Помеѓу овие што ги изброја, вашата е најможна љубов. Среди ја пегавата готика и готово, завршена работа. Џоркен, потивко малку ќе те слушне девојчето. Како не ќе ме слушне? Сега е во дното на Deep House погледнија. Има слушалки на ушите. Мислите дека слушам музика секој што става слушалки?
Тоа е многу проста тактика. Се преправаш дека не слушаш, а ги слушаш. Вие никогаш ли не сте биле млади, бе? Освен тоа, да, невозможно е. Види ја прчната готика. Вели дека сте биле млади. Мајкино, ти требаше да ме видиш мене на Бејоглу кога бев млад. Не ме тера да ја отворам Пандорината кутија. Браво бе, Ѓоркен, браво, колку убаво. За 2 минути успеа да ме скараш со черками. И онака сме загрижени, се е измешано. Кој е па сега? А кој може да биде? Зейнеп е. Зейнеп. Појраз? Бато Ахмед покажува 23, ама дај 25. Ти благодарам. Почитувани, добродојавте во такси трговијата на Садик. Пријателска услуга, безбеден превоз, како можам да ви помогнам? Ми треба твоја помош, Садик. Ама ова е тајна задача, поради тоа да одиме на некое мирно место. Ете така. Морам на било кој начин да го освојам срцето на госпоја Зейнеп, да ја усреќам Хазиран. Ги познаваш сите на островот, ги знаеш. Што треба да правам за да ме засака тетка Алија? Многу едноставно, Карирана Кошуло. Ти требаат 3 работи. Прво, треба да студираш во странство, а второ, да бидеш наследник на некоја фирма или подобро би било на некој холдинг, а трето, треба да знаеш најмалку 5 странски јазици. Боже, Боже, зарем ти најде подобар од Појраз? Ау, душо, па зарем не ја знаеш, Зейнеп? Детето треба со уста да фати птица. Ако едеш од качила тетка Алија, нека ти е Господ на помош. Ако те избришала, никогаш нема да те прими, така да знаеш. Секако нема човек кој би можел да ја натера да се премисли. Тој е првиот човек што ги донесе и наетот и тврдоглавоста во Турција. Тешко тебе, дури е невозможно, знаеш ке. Доволно е да бидеш искрен, Појраз. Да, така е. А што се случи, што беше искрен до сега? Едно големо ништо. Сега, Карирана Кошуло, знаеш што треба да направиш? Биди се освен искрен, мајкино. Боже, се прашувам зошто нема ниту еден возрасен човек во мојот живот. Слушај сега, бато Појраз, ако сакаш да го освоиш срцето на тетка ми, треба да бидеш многу незаменлива личност за неа. Треба да ја бидеш од корист. Значи вака, да се претвориш во човекот кој ќе зависи цел живот. Например, ќе ја предизвикаш да... Секако, работата што таа ја прави најдобро, ти ќе ја правиш подобро од неа. Ете, тогаш ќе почне да те почитува и ќе почне да те сака. Ама што би можело тоа да биде? Треба да се размисли, да? Например, тетка ми е жена која сака да се грижи за себе. Сака малку луксус. Дури многу сака. Потоа... Креациите, гардеробата. Што зборува овој? Детево е ерор изгоре. Што? Зеки. Ало? Бато Појраз? Тука ли си? Немаме сигнал од тебе. Јадење? Бурек? Камо сега да има, Бога би, тетка Алија многу убаво го прави водениот бурек, знаеш и ти? Да, воден бурек. Најтајниот рецепт на светот. Не го дава таа на никого. Никогаш нема да го даде, тврдоглава е. Целиот остров прави воден бурек, ама никој не може да направи како нејзиниот и нема да направи. Ке прави. Благодарам, Садик. Чекај, ма кој ќе прави, сега што? Јас морам да станам. Ви благодарам за се. Камо да можевме некако да ти помогнеме, Не, ви благодарам. Го гледаш, оживеа му протече крвта на детето. Ајде, бато Појраз, имаме доверба во тебе. Вие доаѓавте секој пладне, ве нема 2-3 дена се загрижив. Секако ја знам причината, во право сте, ама нема веќе да се повтори. Да не ви пречам, на здравје. Благодарам. Ти давам рок 1 ден. Бириджик? Добре, дојде. За 1 ден ќе го испразниш местово. Како мислиш?
Како е можно? Место е веќе мое. Го купив. Ќе отворам свој дуќан. Само толку? Само толку. Бириджик, Имаш рок од 24 часа. добро Бириджик. Зеки, имам предлог за тебе. Те слушам. Ја познаваш Зејнеп Седефли креатор? Таа креаторката ли? Да кажеме мизерен човек што се труди да биде креатор. Катастрофална визија. Штета за низините најблиски. Нема потреба од трпение, зошто така зборуваш? Според мене е многу успешна. Ајде, нека биде така. Што ќе правиш со неа? Сакам да ја сликам, само толку. Абе, трчав по тебе до денес да снимаме, да правиме некоја серија, да сликаме насловни. Ова ли е ситуацијата сега? Мизерната Зејнеп Седефли ќе ја сликаме, а? Зошто сега ја нарекуваш мизерна? Не коментирај за луѓето кои не ги познаваш. Стави ги овие, ајде. Да зборуваме малку за твојата работа. Не сум расположен за тренинг, ама Ајде, брзо. Ке се исушам. захазиран. Најтајниот рецепт на светот не го дава таа на никого. Никогаш нема да го даде. Тврдоглава е. Цел остров прави воден бурек, ама никој не може да направи како нејзиниот и нема да направи. За појраз. Понекогаш ставам и чоколадо, а понекогаш суво гроздје. Стави што сакаш. Се му одговара. Ова е одлично, многу е вкусно. Душо моја, Навистина. на здравје. Има и деца, голема фамилија се. Ете така, господја Нериман, извини. Ма воопшто не е те проблем. оптоварив со моите маки. Извините, молам. Хајде да кажеме дека Зејнеп ќе дозволи да снимиме не знам што со неа. Каква добивка ќе имам јас од тоа? Ете ке ги објавуваш моите фотографии. Што сакаш уште? Зошто Зејнеп кога има добри луѓе за соработка? Зошто Зејнеп, кажи? Бидејќи Зејнеп добро ја врши работата и е многу успешна. А манекенката која ќе биде? Самата таа. Што? Таа ќе биде. Изгледа островскиот воздух те погодил во глава. Барем да облечеме некоја поубава и попредставителна. Ти полудели бе. Зејнеп е можно убава и мислам дека добро ќе стојат фустаните. Кој креатор ги носи своите креации? Ќе направиме нешто различно. Слушавам. Да не се заљубен во таа Зејнеп бе, а? А? Смири се бе. Нервозен бик бе. Се шегувавме. Ке ги земам сите негативи што ги имаш до сега. Ке ги развиеш и ке ги донесеш. Авторското право ќе биде кај мене. Ако се согласиш на сето ова, справи што сакаш со Зејнеп. А јас ќе ги објавам во списание. Ама, не се мешам во ништо друго. Ти се организираш. Во ред ли? Договорено. Ама утре ќе се собереме, нели? Утре,
Не, бога ми, не сум расположена за седенки, не можам да ги трпам. Боже, ете да се собереме утре. Така мислиш? Секако. Не сакам да те одбијам, во право си. Тогаш утре да се собереме. Јас ќе направам бурек. Одлично. Воден бурек. Одлично. Во право си, Нериман, во право си. Барем ќе ме расположите малку. Што бараш ти овде? Многу се извинувам, навистина многу се извинувам. Остави. Стани на нозе, стани, излегувај. Јас дојдов да видам како сте, не ве видов натре и дојдов да проверам овде, ете вие дојдовте. Молчи, не се грижи за мене и не доаѓај во куќава. Од сега јас не постојам за тебе и појраз не постои, дури ни островот не постои. Излегувај, излези надвор, губи се од куќава, Многу се брзо. извинувам, навистина нема лоша намера. Излези, брзо губи се од куќава. Смири се. Излези. Смири се, добро? Појраз, заарно, синко? Дојдов да се видам со тетка Зенеп. Подобро да не се гледате сега малку, да се смири ситуацијава. Дојдов да ја кажам нешто добро, ама... Јас ти верувам. Слушај ме сега добро. Ако те види сега, пак ќе почне од почеток. Паметно, дете мое. Да си ми жив. Ама дојди друг пат, те молам. Ке те префрлев до општината, ама изгледа си дошол со автомобил. Да, имам превоз, ви благодарам. Добро, се гледаме тогаш. Се гледаме. Чувај се добро и нека ви е со помин. Ви благодарам. Молам. Здраво, госпоѓа Зенеп. Се јавувам од списанието Joy Life. Да? Сакаме со вас да направиме фотосесија за насловната страница. Слушнавме дека сте на Карлан ги чадаси. Многу ни одговара тамошната атмосфера. Ако и вам ви одговара и ако сакате, ние би сакале да го реализираме снимањето со вашите креации, со вас како манекенка. Мои креации и јас како манекенка? Да, точно слушнавте. Списанието Joy Life. Да. Ова вашиот глас... Јас сум асистент на господин Зеки. Нашиот главен уредник. Значи секако, зошто да не? Само кога ми кажавте така неочекувано малку се збунив, но секако со задоволство, да. Одлично. Многу ми е мило. Повторно ќе ви се јавиме за деталите. До гледање, ви благодарам многу. Се извинувам, дали ние се познаваме? Некако ми е познат вашиот глас. Не се познаваме. Мама, ќе се запознаеме. Yes! Појраз? Ти са кој образ доаѓаш овде? Јас сакав да видам Што како... ти е гајле како сум? Што ти е воопшто гајле за мене? Освен тоа, како може да ми е добро? Значи, ние двете за малку ќе умревме за вие двајца да бидете среќни. Во ред не сакав да ве Не вознемирам. вознемери и немој да ти се повтори. Не сакам да те видам. Добро ви благодарам, пријатно. Бурак, ќе бидам во кујната некое време, ама никој да не знае дека сум овде во ред. Во ред. Нека остане меѓу нас. Договорено. Добро. Бурак, одам во темната соба, имам малку работа во ред. Никому не кажувај, никој да не доаѓа, никој. Во ред. Уште нешто добро би било да остане меѓу нас. Во ред. Со лесно. Ете, ова се нарекува прочистување. Дишете длабоко. Понапорен ден. Ова е обединување со себе, со универзумот.
помирување, ова е спокој. Сега обрнете големо внимание на звукот на брановите. Не те разбирам. Што зборуваш, синко? Сади... и крставицата ми падна. Сади! Што се случува, бе? Непријател на Зен, ки те задавам во сон, да знаеш. Јас ова музика, жената зборува, ти рече опушти се и ете, се опуштив, што... Функционира, секако се опушти. Да не чекаме некого? Не, никого не чекаме. Тогаш избркај го. Остави, немој да отвориш. И онака сигурно е некаква неболја. Луѓето од овој остров само лоши вести кажуваат. Како може така? Ајде, остави. Господе, доаѓам. Харе Кришна. Добре дојде. Да не дојде во погрешно време. Не, влези внатре, ајде. Влези, во дворот сме. Ајде, победи таму. Дојде. Мелиса Бириджик Мелиса. Господе, добре дојде. Сакате баклава? Сега стигна од Газиантеп. Лаж го то. Ѓоркем, не го слушај, него деновиве е многу напнат. Дојди, седни си. Седи. Седни. Јас ова не знаев со кого да разговарам и дојдов кај вас. Венчавката на твојот близок другар се прекина и мораш да си ја кажеш маката, нормално. Точно. Сега и на другата другарка ја залепи устата и на неа не можеш да си ја кажеш маката. И тоа е точно. Остана со нас. Бурак, нема вода во хотелот, треба веднаш да нарачаме, ајде. Добро, само да запишам. Ама побрзај малку, ајде. Добро. Бурак, а кој е во соба број 6 што пуштил толку гласна музика? Не знам, да проверам. Хазиран? Појраз, Што правиш? ете во хотелот, значи работа, ама ти што правиш? Исто и јас работам. Во соба број 6 пуштила гласна музика, прашува за тоа. Да видам. Во хотелот нема вода, затоа реков да нарачаме веднаш. Си ставила престилка? А ти имаш ракавици? Да. Добро тогаш, нека ти е солесно. Се гледаме. Исто и тебе, се гледаме. Што правиш, бе, нели беше меѓу нас? Има уште? Има уште, уништувачу на баклави. Полека изеде го прво тоа. И утре ке јадеме. Не ми е јасно како направив таква грешка. И двете ги налутив, двете ги изгубив. А може би затоа што сакаш и да ги имаш и двете. Ај, не се глупирај, што значи двете да ги имам? Јас само не знаев што да направам. Треба да одлучиш. Ако не одлучиш, ки си наштетиш. А каков збор, а? Сега го измислив. Убеден сум дека ти го измисли уништувачу на баклави. Бириджик не можам да ја погледам во лице. И со Мелиса не можам да бидам другар како порано. Копнеам по старите денови кога бевме блиски. Ти недостасува само како другарка? Поздрав, донесов баклава. Од Газиантеп. Не до толку лажге. Јас да го земам тоа. Утре имаме и ручек. Ете, благодарам душа, помини, влези, седни.
Јас да одам. Не, ба ти седи и јас и онака ќе си одам. Не, ти седи. Ајде, седете двајцата, ајде. Ајде бе, sit down please, ајде. Добро, момци. Ај како прво, добре дојдовте во хаусот на плачот. На Садик and Јорхем. Житимаката ваша. Добро, ајде да видиме. Се ќе решиме, повелете. Ви слушам душо да ви најдам чаре. Јас немам мака, дојдов да разговараме. Навистина Бириджи го купила кафулето на Мелиса? Бириджи го купи твоето кафуле? А точно ли е тоа? Рековме баклава. Точно ли е тоа, Мелиса? О, Господе Боже, реков да седнам овде и да направам медитација, но скандал, скандал, Нешто скандал. не снајде. Гледаш ли, сега повеќе огладнев. Јас ништо не разбрав. Што се случило? Како го купила? Не сакам да се жалам. Се случи веќе и те го купила. Рече дали може да излезеш. И јас излегов. Значи кафулето беше твој сон. Алпер те молам, не прави ништо. Алпер те молам. Бе, деца, бе. Зеби малку, ајде. Што да се прави? Велам, дали да правиме јога со фстаци, бидејќи до овде ни дојде баклавата. Ке правиме, не грижи се, Ѓоркем душо. Ајде. Појраз? Дојдов да земам нешто, но сега си одам. Со лесно. Каде го сликаше ова? Ти се допаѓа? Премногу.
Ај, како добро глумат, многу добра сцена. Колку убаво сум се потпишал на твојот грб како тетоважа. Цел живот не можеш да ме заборавиш. Тато, јас ќе дојдем во Истанбул, ќе дојдем, ќе ти се јавев. Колку пати ти се јавив, ама ти не дојде. Зошто не дојде? Тато, тука со другарите завршува летото, веќе заврши, ќе ти се јавев. Ќе дојдев на крај октомври или ноември. Тато, боли, тато, боли. Не стискај, те молам, не стискај, тато, те молам, боли, те молам, тато. Ти си мој бато. Моја собственост. Мој си. Каде и како сакам, таму и така ќе бидеш. Тато, ништо нема да ми правиш, нели, тато? Бату, застани, немој, Бату, симни се, каде го носите, Бату? Што е? Што е? Каде е Бату? Ти донеси му девојка? Не, другари сме. Нашиот Бату никогаш нема девојка, зошто е тоа така? Да не е затоа што има татко како вас. Не те разбрав добро, кажи уште еднаш. Бату, излези, Бату, да. Бату, дојди. Иди, лоди си. Не, веднаш ќе се јавам во полиција. Немој. Ќе средам. Види, јас доброволно сакам да си одам. Јас сакам да одам одовде. Веќе немам што да правам на островот. Бату, не се глупирај. Како доброволно? Знам што ти рекол тој, знам зошто одиш. Слушна ли убавина? Си оди доброволно. Бату, знам зошто така зборуваш. Бату, немој, не оди, немој. Што знаеш ти се знајке, а? Што? Ајде, тргни се. Слушај, Вамуџена прибреше како беше. Јас не сум од тие девојки што ти ги познаваш во ред. Немаш представа каква сум. Нема граници на работите што можам да ги направам. Кај мене не палат овие мафијашки ставови. Не се плашам. Луда ли ова, бе, тато, изгледа е заљубена во мене, знаеш? Бату. Треска глупост, изгледа е луда. Луда е девојката, најлуда е во малото, тато. Ние да одиме. Немој ти се молам. Ние да одиме, тато. Тато, добро? Те молам, бај. Те молам. Тато, ајде, те молам. Благодарам. Ајде, влези и ти. Бату. Девојка ти е? Не, тато, не. Бога ми не. Да ти ја земам ако сакаш.
Убава е. Машала и физички е убава, прекрасна девојка. Па зашто зборуваш? Инако што? Ненормален. Бириджик, што правиш ти? Добро ли ти изгледа од твојот агол? Симнија таблата. Изгледа е добро, во ред. Дали навистина си ти таков човек? Знаеш како требаше сега да биде? Требаше столицата да почне да се клати, и јас да изгубам рамнотежа и хоп да паднем врз тебе, а ти требаше да ме држиш. Потоа требаше да ни се залепат усните. Ама ти упропасти се. Ние сме веќе досадна драма која нема крај. И ти одлучи да бидеш лошата девојка од филмот, така? Бев изневерена од другарка ми, мојот сакан. Јас ли сум лошата, навистина? Има нешто... Нели е срамота да си играш со лебот на луѓето? А емоциите? Нели е срамота да си играте со емоции? Слушај, јас само се трудам да се адаптирам на местово, а овој објект многу ми одговара, тоа е се. Според мене ова е добра инвестиција. Од сега натаму само ќе работам, Алпер. Бириджик, ти дали си сигурна дека толку многу ме сакаш? Тоа ли е причината за твојот гнев? Нема шанси да ме засакаш толку многу за толку кратко време. Јас многу плачев, Алпер. Плачете и вие малку. Растворач ставаме во садот со фотографијата. Ова е хемиски состав и фотографијата сама се создава. Нормално, треба да се внимава на времето и дозата. Дури и најмала грешка може и се да се упропасти. Кога го сликаше ова? Тогаш не бевме љубовници. Се сеќаваш? Како можам да заборавам? Значи ние флиртувавме? Хубави времења. Да, постојано се нервиравме и се каравме. Камо пак да биде така. Камо само ние двајца да се караме. Сега не има многу. Со најмала грешка може да се упропасти. Појраз, те молам да не се упропасти нашиот живот, да живееме среќно и весело, те молам. Затоа и се мачам толку. И јас. Но јас имам нешто на ум. Сега го кријам како изненадување, ама ако успеам тоа да го направам, навистина се. Се ќе биде поубаво. Всушност, јас сакам нешто да направам. Ако успеам тоа да го направам, ние до крајот на животот ќе бидеме среќни. Јас верувам во нас. Јас верувам во нас. Појраз, бату го киднапираа, Појраз. Што се случува? Кој те пушти внатре? Доста веќе, ма не ви досади од тие игри, доста веќе. Не, навистина не ве лажам. Татко му дојде пред мој очи со сила го качи бату во автомобилот. Идил, навистина не сакам да те навредам. Излези од овде, ајде. Појраз, се колнам дека не лажам. Не знаев како го додам, се работи за неговиот живот. Те молам,
Малку ли проблеми ни направивте вие, ма доста веќе, доста. Слушај, знам, навистина знам, мене ме мразите и бату го мразите. Во право сте, ама навистина се плашам да не му направат нешто. Велам се работи за неговиот живот. Идил, ти порано го кажа тоа, истото го кажа, потоа сите заедно го видовме крајот, нели? Знам, во право сте, знам. Јас ви излажа, во право сте што не ми верувате, ама татко му долги години го тепал тоа дете, јасно? Ги видов трагите на неговиот грб. Например, зошто бату до денес не влезе во море? Зошто не ја соблече мицата? Да не се гледаат трагите на неговиот грб. Ве молам, немаме многу време. Ве молам, помогнете ми, ве молам. Добро, ма ако толку го мислиш, оди пријави го во полиција, во ред? Појрас, немаме време за полиција, те молам да одиме, те молам. Појрас. Можно е сега да не лаже. Јас малку знам за неговиот татко. Да одиме. Благодарам. Ај, Бога ми се прејадов. Многу се прејадов. Значи, и мозокот ми се наполни со шекер. ај, ке умрам. Ти или јас молчи жити Господ. Ај, не можам веќе да ги слушам туѓите маки, едниот завршуваат, другиот доаѓа. Кратко ќе ја слушам и маката на Мелиса, треба да се фокусирам на неа. Па не можам да ви бидам чаре на сите. Полека, полека бе мечко, полека, ја иседи водата, полека. Да, многу сум жеден, устата ми е како Сахара. Душо моја, злато мое. Слушај што ќе ти кажам. Ја спомна Мелиса, Бога ми јас многу ја жалам таа девојка. Таа само удари добива, еј. Бога ми има право да изврши самоубиство. Ау, каков е тој збор, Бог да чува, ке те слушне девојката. Не се глупирај, остави ја таа дамаджана, ајде, остави ја те молам. Немој да ја држиш. Господи Боже, девојката наслечек, ајде да не си оди. Повелете, Ѓорке. Оди бе таму, ајде. О, ти благодарам. Јагненце, многу ли не чекаше? Ете ти, дворот е празен, ајде сега, не избега девојката. Каде може да оди, само што дојде? Каде јас да знам, навигација ли сум јас? Ѓорке, нали си направи нешто девојката? Па не зборувај така. Можно ли е тоа? А? Бато Исмет, да не тргне јахтата од пристаништето, ќе ти раскажам во детали кога ќе дојдам. Дали сме сигурни дека ќе одат со јахта? Тие луѓе не патуваат со трајакт. Ако треба и него ќе го запреме. Сигурно имаат и оружје. Што? Зарем ние сега тргнавме по вооружени луѓе? Нели ви кажав дека се плашам да не му направат нешто? Ти не ни кажа дека имаат оружје, во ред? Луѓето се мафијаши. Ви кажав што му правел човекот на својот син. Ви кажав за трагите. Што очекуваш? Јас не го пуштам Појрас кај тие вооружени луѓе. Мислиш дека јас сакам Појрас да оди кај нив? Појрас, ајде да се вратиме, не може вака. Во ред, каде одиме да Во се ред, вратиме? смирете се малку, никој не се изложува на опасност. Идил, слушај, ако не изиграте со Бату, цел живот нема да имате мир, да знаеш. Скакулецот скока еднаш, скока втор пат. Знаеш што се случува после со скакулецот? Ни тој не знае. Всушност, никој не знае. Знаеш зашто? Бидејќи скакулецот умира на третиот скок. Разбрали, скакулец? Те молам да одиме веќе, тато. Ќе одиме, сине, ќе одиме. Не грижи се. Истанбул нас не чека. Таму ќе бидеме многу среќни. Многу работи ќе завршиме со тебе. Ти си син на Дженап Намаранли. Не си било кој. Така и ќе живееш. Таков е нашиот живот, ќе го прифатиш. Или не го прифаќај. Ти си знаеш. Ама ќе ги трпиш последиците. Так! Ја нема, не е ни дома. Каде може да оди на овој мал остров?
Во ред, Садик, не гриши се, јас ќе ја најдам. Немојте сега и мене да ми испаничите. Зошто да си наштети? Слушај, има едно место на кое одеше во средно, кога и беше досадно. Сега ќе одам таму, добро, ќе ви известам. Мелиса? 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 Мелиса, немој. Мелиса, што правиш? Мелиса, смири се. Мелиса, може да зборуваме, а? Види. Се ќе се среди. Се ќе се среди, навистина, да. Мислам, многу работи се собраа во право си. Ама значи јас не знам што да кажам навистина, само нели јас ти реков дека некое време ми се допаѓаше во средно и после те заборавив. Тоа не беше така. Не е така, само сакав да ги покрием емоциите. Ти секогаш беше груба девојка. Не дозволуваше некој да ти се доближи. Тогаш си реков и мене нема да ме сака. Зошто да ме сака? Значи, мене ме гледа како другар, ќе бидам другар. Ќе бидам нејзин најблизок другар, а после тоа, кога веќе немаше надеж, се обидуваш да засакаш друг. Може би и таа ќе засака друг. Се обидуваш, мислиш дека го сакаш, ама дека не било така, Мелиса. Гледам дека не било така. Јас тебе сум те сакал. И секогаш сум те сакал. Многу те сакам, Мелиса. Многу те сакам. Алпер? Што бараш ти овде? Како? Како што барам? А ти што правиш? Слушам музика. Зошто? Како зошто? А зошто тука слушаш? Го сакам ме исто, Боже, што ти е, Гајле? А ти, ова... пред малку... Ништо не слушна што кажав? Што дали слушнав? Што зборуваш ти? Ништо не зборувам. Ништо не зборувам. Дали гледате каде се отидени? Може би си заминале. Ако заминале, значи доцна, не можеме да го спасиме, Бату. Идил. Тие ли се? Да, ајде брзо. Застани. Ви останете овде. Ќе одам да зборувам. Појрас, не се глупирај, каде одиш, имале оружје? Ништо нема да биде, само ќе зборувам. Внимавај. Во ред, нема да го ризикувам животот, не се плаши. Внатре ли е Бату? Кој си ти? Пуштете го детето. Секако друга? Добро, викнете го татко му, со него да зборувам, ајде. Ај губи се тука. Слушај ваму, јас како човек се однесувам кон вас. Да зборувам и ќе си одам. Ти реков губи себе. Ајде! Каде е Бату? Кој си бе ти? И што ти е, Гајле, каде е Бату? На овој остров сите сакаат да станат херои. Слушај ваму, црно дете, не ме нервирај. Со пиштол ли ќе ме плашиш? Своето дете ли го киднапираш? Каде е тој? Бату? Што се случува? Појрас? Ти влези внатре. Појрас?
Овој ли те киднапира? Абе, тој ми е син, мој син. Ќе правам што сакам со Ништо него. нема да правиш, ништо не смеш да правиш. Нели ви реков да не доаѓате, останете во автомобилот. Деца, не сме во Луна парк. Ајде на друга врата, ајде. А ти влегувај внатре. Ајде, да не сакаш ќотек. Немој, тоа добро. Абе никакве седен, немој да го допреш, Бату. Ти реков да не доаѓаш. Бату, ајде сега да одиме. Абе, ајде, одете па да ве видам. Добро. Спушти го бе пиштолот. Хазиран реков одете во автомобилот, ајде. Никаде не одиме во ред. Какво оружје бе? Во кој век живееме? Абе, сите сте иста сорта. Беше еден, станаа двајца, види ги сега. Затвори устата, зборувај како човек. Ќе платиш за се што си му Што сум ти направил. направил, бе, а? Што сум ти направил, сине? Ништо не ми направил тато, ништо не ми направи. Ние сега се враќаме во Истанбул со јахтата во ред. Убаво ќе патуваме, а вие вратете се дома. Ве молам. Ете, слушнавте, нема киднапирање. Одете без да правиме проблеми. Изведа многу ви е досадно овде. Барате акција, ама акцијата што ја барате сега е недостапна, јасно? Ајде ти влегувај Во ред, внатре. смири се. Ајде, чекај. Појрас, Мораше ли ова да го направам? А? Нели само овој јазик го знаеш, а? Ме најмногу ги жалам таквите како вас. Имаш пиштол во рака и си најсилниот човек на цел свет, нели? Абе, ќе те убијам. Знаеш ли ти кој сум јас, а? Ајде, губете се од овде. Абе ти ништо не ми можеш. Бату, дојди ваму, дојди. Појрас, ајде да одиме, Појрас. Ти не доаѓаш со мене. Јас всушност би се вратил со тебе. Да не ме тепаше во секоја прилика и кога ќе ти текне. Ќе се вратев со тебе во Истанбул. Да беше вистински татко кон мене. Овдешните луѓе сите ме мразат, знаеш. Ама повеќе ја сакам таа омраза отколку твојата љубов. Погледни ме. Размисли добро. После многу ќе се каеш. Ќе останеш на улица. Ми одговара. И најмрачната улица посветла е од твојот дом. А ползејќи ќе ми дојдеш пред врата. Слушај вамо. Ако уште еднаш дојдеш на островот, нема жив да излезеш. Сега оди. Ајде.